Дел од трговците во центарот на Струмица ги паркираат своите возила на тротоарите кои се како пешачка зона за да го узурпираат просторот кој секојдневно го користат дивите продавачи на текстил. Велат дека друго решение немаат, бидејќи одговорните не преземаат никакви мерки за да ги заштитат и да извршат дислокација на уличните продавачи кои се секојдневен декор во центарот на градот вдолж булеварот Гоце Делчев. Користат преголеми бенефиции и од општината и од државата. Примат социјална помош, здравствени картони и сите други бенефиции кои ги има во државата. Па треба и еден пат за секогаш да се реши тој проблем. Не е убаво угледот на градот е града слика. Кога тие си заменуваат, остануваат ѓубришта по нив. Картони, харти и се што. Дури понекогаш се толку арогантни што сакат и да не тепат. Ни се закануваат со тапани. Се чувствува ли разлика кога ги нема? Да, кога ги нема имаме подобар пазар. Тие ги продават мајцата 60 денари, никакви обврски немат ниту спрема државата, ниту спрема општината, а истата мајца ја продаваме и ние 60 денари. Зарем ние не сме луѓе кои треба да живееме. И ние треба да живееме, и ние имаме фамилии. Уличните продавачи пак тврдат дека тој ми е единствен извор на екзистенција. Реагира што трговците ги паркирале автомобилите на пешачката зона каде изложуваат својата стока, оти немале каде да одат. Нема за нас е тука комша, нема дек да одиме. Со тај работ дек ќе одиме. И терат фирма сичко терат. И дек ќе платиме тие фирмата, сичко дек ќе платиме. Има ли пари да платиме? Со тај фирма ќе извадиш со тај роб. Сичко терат, ама нема. Нека дават едно такво торбарско и ние ќе сакаме купе изнали да платиме маленко место и ние ќе одиме. Ама има други пазари, велат дека тука не смеете да продавате. Ајде бе комшо, има сегде. И това закон има ли тука да ги стават? Тие колите што ставуваат тука, има ли закон? За нас нема закон и на нас да нема закон. Проблемот со уличната трговија во Струмица не е нов. Пазарната инспекција тврди дека прават контроли, но за истите чекаат асистенција од струмичката полиција.